Не сме трпеливи за да почнеме, затоа јас нема да должам. Само сакам да ви се заблагодарам на кратко за поддршката, за довербата што ни ја дадовте нам во Тик-так, да ги воспитуваме овие преубави деца. Од тоа поубаво нешто за мене не постоеше. Поголема чест. Сакам и нив да им се заблагодарам. Еве деца, ви благодарам јавно пред мама, пред тато, пред сите гости за тоа колку убави идеи ни дадовте за оваа приредба, колку се трудевте, колку вредно работевте. Тоа е за посебно уважување и за посебна пофалба. За толку мали деца како што сте вие, тоа е преголема радост и за родителите и за мене. Затоа јас ви благодарам и сакам да кажам колку се гордеам со вас. Ви благодарам, деца. Сакам еден аплауз за нив. Ако по нешто сгрешиме, нема да ни забележат. А вие, деца, храбро. Како? Исто како кога правевме проба. Почнуваме? Да. Ајде, сега ваше редот. 3, 4. Драги родители, драги гости, добре дојдовте во морските длабочини, во кралството на кралот Тритон. Сирените, преубавите керки на кралот Тритон подготвуваат концерт. За роденденот на нашата најмлада сестра Ариел. Додека тие се подготвуваат, концертната сала беше преполна со гости. И кралот Тритон е тука, да го поздравиме. А за музиката е задолжен Маестро Горацио Фелицио Игнацио Себастијан. Дали сте подготвени? Да! Тогаш почнуваме. 1, 2, 3. Музика!
далеку со нејзиниот пријател Флаундер. Таа беше во некоја нова авантура. Сега вие. Побрзај, Флаундер! Најдов многу убави предмети во потонатиот брод. Знам кој може да ми каже зошто служат. Ариел излезе на површината од морето. Го бараше својот пријател, дале во чудли. Тој секогаш знаеше одговор на сите нејзини прашања. Здраво, Шудли! Здраво, Ариел! Види што најдов? Зошто служи ова? Тоа служи за правење фризура. О, за Правење фризура? Хубаво! Ова? Зошто служи ова? Тоа служи за музика. Музика! Ко заборави с концертот, тато пак ке ми се лути. Довидување, Шутли. Довидување, Ариел. Побрзај, Флаундер, побрзај. Ариел брзаше, но веќе беше многу задоцната. Незиниот татко, кралот Тритон, ја чекаше во својот дворец, но беше многу налутен. Ариел. Каде беше до сега? Ама тато! Што ама тато? Повторно ли беше на површината од морето? Да! Нели се договоривме? Говоривме дека нема да одиш повеќе таму. Да! Казнета си, оди веднаш во твојата соба. Добро, тато!
slobodno izleze na površiната od moreta. Ti ako tako i zabranуваš. Zabeleža brod koji plovеше mirno. Тоа беше бродот на принцот Ери, а тој се враќаше дома. Велат дека во овие морина живеат сирени. Не верувам во такви приказни. Што е ова? Почна да дува силен ветар. Изгледа има невреме. Пуштете ги едната! Побрзај! Спуштете ги едната! Најкратко да ми бранови! Денови помина покрај морето, покрај морскиот брег, гледајќи, чекајќи таа од некаде да се појави, но ја немаше. А Ариел во тоа време беше сосема на друго место, на дното од морето, во дворецот на својот татко, кралот Тритон. Постојано мислеше на принцот Ери, постојано се дотеруваше и разубавуваше. Нејзините сестри забележа дека таа поинаква, дека нешто чудно се случува со неа. Разбра дека е влюбена, но не знаеа кој е избраникот на незиното срце. И таткото, кралот Тритон, помисли за порасна мојата малечка Ариел. Отиде во незината соба да ја изненади, но тоа што го виде, тој беше изненаден. Ариел, тато! Што е ова? Какви се овие предмети? Ама тато! Што ама тато? Пак ама тато! Мисле, Дека се разбравме, но ти ништо не си ме разбрала. навистина Ти сум многу. се Се ќе ти покажам. Немој, тато! Те молам! Не помагаат никакви молби, Ариел. Се ќе испокажам. И ова, и ова, и ова. Се! Разбираш ли? Кралот Тритон навистина беше многу луд. А Ариел премногу тажна. Можеш да ми помогне? Така ли одиш, Ариел? Те морската вештарка ли? Да, Лаундер! Немој, Ариел, те молам, не оди. Таа е многу злобна, ќе направи некакво чудо, сигурен сум. Нешто ќе те повреди, не оди, Ариел, предомисли се. Никако веќе не слушам! Ариел приваше и стигна во забранетиот дел од морето, таму каде што никогаш дотогаш не била. Таму живееше морската вештерка Урсула. Беше помалку исплашена, но сепак отиде. Се надеваше дека таа ќе ѝ помогне. О, имаме гости! Види кој ни дошол. Добре дојде, Ариел. Здраво!
Зошто си толку исплашена, мила? Јас не сум толку лоша како што зборуваат злобниците, некогаш бев, но сега веќе не. Сега постојам за да им помагам на несреќните како тебе, знам за твојот проблем. И само јас можам да ти помогнем. Како? Со магија. Магија! Да, но тоа не е лоша магија, туку добра. Ќе те претворам во девојка, само така можеш да бидиш со принцот Ерик. Ако станам девојка, никогаш повеќе нема да го видам татко ми и моите сестри. Точно, но затоа пак ќе бидиш со принцот Ерик. Ти одлучуваш. Размисли. И уште нешто. Да се договориме за плеќањето. Но јас немам ништо! Јас не барам многу, една ситница нема ни да забележиш. Твојот глас. Мојот глас! Да. Ама тоа не е ништо во споредба со тоа што јас тебе ќе ти го дадам, мила. 3 дена со принцот Ерик, зарем малку е тоа? И ќе бидиш девојка. И така си многу убава, само насмевнувај се, трепкај со очите и тоа е доволно. Ако тој те бакне, пред да зајде сонцето третиот ден, за секогаш остануваш со него. Ако не... Ако не, тогаш... ќе морам да те претворам во моја заробеничка. Ама не мисли на тоа, сигурна сум дека тоа нема да се случи. Договорено ли сме? Чекај малку, да размислам! Охара да размислиш, размислувај. Но знаеш дека немаме многу време, се согласуваш ли? Се согласувам! Подпиш! Подпишувам! Конечно! Мислам, конечно ќе имам можност некому да му помогнам. Знаеш, многу ми стана мила, моја Ариел. Тебе посебно сакам да ти помогнам. Остана уште да запееш. Ти сакаш ли заради мене? Дувајте ветрови од Касписко море. Донесете ми го гласот на Ариел мене. А сега, Ариел излезе на површината од морето, но овој пат не беше сирена, туку обична девојка, а тоа беше нејзиниот сон. Таа беше пресреќна поради тоа. И овде е крај на првиот дел. Не морам си да прекрасни, нема толку силен аплауз, толку што бевте добри.